Впишувањето на Охридскиот рамковен договор во преамбулата на Уставот, а елиминацијата на манифестот на АСНОМ и теоретски и практично значи нова држава, концепт на федерализација, анализираат експертите. Зошто? Пред се заради значењето на елиминираниот манифест, наспроти прогласот од АСНОМ, што ќе биде впишан во уставната преамбула ако собранието минува. Манифестот е последица на она што представува донесени одлуки со државно творен карактер. Тоа се 4 значајни такви одлуки кои што се однесуваат на прогласувањето на АСНОМ за врховно, законодавно и извршно тело на државната власт на Демократска Македонија, прогласувањето на македонскиот јазик за службен јазик, прогласувањето на Илинден за државен и народен празник и исто така декларацијата за овозможување на еднакви права пред законите на сите граѓани на Демократска Македонија. Прогласот е само едно сумарно известување. Кога би било денешно време, значи, најпластично можеме да го споредиме со соопштение после седница, например, на владата или не знам, еве да имаме уставотворно собрание и после тоа се праќа до јавноста соопштение. И Котлар, Трајкова и Јаневски констатираат патеката по која се трасира еднината е задкулисна, но крајната линија на делување не може да се скрие. Граѓаните немаат врска со тој Охридски рамковен договор, тој беше наметнат исто така на сила. Меѓутоа, поентата е дека на овој начин се прави обид да се избегне онаа замка која што сега се појави во последните десетина години, а тоа е дека албанците не се 20% во Република Македонија. Не случајна и оваа кампања сега, не ме викај 20%, туку викајме албанец. Впишувањето на рамковниот договор е финален на она што беше проект на тиранската платформа договорот со Бугарија и на крајот преспанската спогодба, вели Јаневски. На еден задкулисен начин, недиректен, еден крајно индиректен, нетранспарентен начин се обидуваме сега да се справиме со понудата за формирање на нова држава. Таа нова држава би имала нов устав. Веќе ако ги читаме понудените амандмани, гледаме дека нуди и федеративни опции. Прифаќањето на грчките услови води кон создавање на нова држава со два конститутивни народи. Тоа веќе да не објаснувам досадно е, тоа води кон федерализација и во перспектива кон распаѓање на Македонија. Инаку уставните амандмани се на дневен ред на Собраниска комисија в среда. Власта вели има обезбедено мнозинство за да ги протурка. Опозицијата не се сложува со ниеден. За нив и тие се еднакво капитулантски како и договорот од Невице.